Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Ова што го направија денеска пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и албанските пратеници представува класичен државен удар врз Република Македонија. Државен удар врз суверенитетот, независноста, врз територијалниот интегритет и врз севкупните уставни вредности врз кои што почива уставниот поредок на Република Македонија. И би рекла дека беше очекуван епилог од све оно што ни се случуваше во изминативе неколку месеци, дека е една добра странска режија, која што го одбра денот да биде токму денеска, пикот на кризата, да се случи токму денеска, бидејќи во понеделник доаѓа висок представник на Соединетите Американски држави во Република Македонија. И впрочем и господинот Зоран Заев воопшто не го криеше целиот план, целото сценарио, само што требаше да се укаже, уште требаше да ги наброи сите чекори кои што ќе ги преземеа пратениците, меѓутоа ние сите бевме свесни дека не очекува еден клучен ден во кој Република Македонија ќе биде нападната. Тие мислат дека нападот го вршат на легален и легитимен начин, но е сосема спротивно. Сето ова сценарио кое што го видоа денеска граѓаните на Република Македонија е во теоријата, во практиката познато како државен удар, и ова мора да се спречи на начин на кој што се спречува државен удар. Тоа во кривичниот законник е казниво дело од највисок вид. Тоа во кривичниот законник е кривично дело против државата и против граѓаните на Република Македонија, и за ова дело мора да постои одговорност. Без разлика што се работи за пратеници кои имаат имунитет, но имунитетот настрана, ова сценарио мора да биде казнето од надлежните државни органи, доколку не сакаме процесите да се продлабочуваат уште подлабоко и доколку не сакаме да навлеземе во една институционална хаотична состојба во која што нема да се знае ниту кој е собрание, ниту кој е влада и така натаму. Во моментов не знаеме. Така. Видовме како СДСМ, пратениците на СДСМ и албанските партии кренаа раце и го изгласаат Ал Џафери откако Трајко Велјановски ја заклучи седмицата. Дали законот и уставот го дозволуваат ова како процедура? Така, значи ниту уставот, ниту законот за собрание, ниту деловникот на собранието на Република Македонија не го дозволува ова сценарио и овој чин кој што го направија денеска група пратеници. И пак ќе кажам, за тоа мора да сносат соодветна одговорност, бидејќи го прекршија уставот, го прекршија деловникот на собранието на Република Македонија, и тоа на најгруп можен начин. Се знае точно како се одвива конститутивната седница на собранието на Република Македонија. Точно се знаат сите точки и текот на самата конститутивна седница. Јасно беше уште на самиот почеток дека конститутивната седница си има свој специфики. Таа не е иста како сите други пленарни седници, пленарни дискусии кои што ги имаат пратениците по повод одредени закони. Конститутивната седница си има специфична своја, би рекла, есенција, но и специфична тежина. Секој оној што сака да ги промени точките на дневниот ред, требаше на самиот почеток, кога се изгласуваше дневниот ред, да го направи тоа. Доколку пратениците на СДСМ сака наместо Трајко Велјановски да си го повикаат господинот Бранко, најстариот пратеник, да заседава и да биде председавач на конститутивната седница, тоа треба да го направи на самиот почеток, а не сега, откако поминаа денови и денови, кога се води дебата, се води расправа во врска со точките на дневниот ред, изгласани од сите пратеници, едногласно беше усвоен дневниот ред и едногласно се договорија пратениците да вака се тера дискусијата. Самиот тек на седницата исто така си има своји точки. Исто така, се додека не се исцрпи листата на пријавени дискутанти, на пријавени пратеници за да се дискутира за одредена точка, не може да се оди од една точка на друга точка. Значи спецификата на конститутивната седница е дека не може да се прескокне точката формирање на комисија за избори и именувања
да се оди на точката гласање за председател на собрание, па пак да се вратиме на комисијата за избор и именување, затоа што комисијата за избор и именување треба да даде кандидати за председател. Тоа што тие 20 пратеника утврдиле еден кандидат за председател на собрание не значи ништо. Значи комисијата за избор и именување може да определи уште неколку председателски кандидати кои што ќе бидат понатака ставени по азбучен редослед како една листа на кандидати за председатели, за кои што сите пратеници ќе имаат право повторно да дискутираат во врска со поднесените кандидатури. Тоа значи дека доколку сакаа, нели, цело време инсистира пратениците од СДСМ да ја прескокна точката на формирање на комисија за избор и именување, да се оди директно на гласање на Талат Џафери, тоа значи грубо кршење и на деловникот и на уставот, бидејќи секој пратеник има право да поднесе или да даде глас за и да застане зад одреден кандидат за председател на собрание на Република Македонија. На ваков начин како што не сакаа индијански да избуткаат работава, тоа значи дека само тие 20 пратеника кои што застанале, или еве нека се 60, или нека се 57, или нека се 67, не е битно колку се луѓе застанати зад тој кандидатски председател, значи дека само нивната тежина е како пратеници, дека само тие се важни во собранието. Не се само тие важни, сите имаат еднаква тежина во собранието на Република Македонија. Секој пратеник е важен. Од тука потребно беше да се исцрпи точката за расправа во врска со комисијата за избор и именувања, од која ќе се исцрпеше целата листа на дискутанти. Тогаш требаше да се формира комисија за избор и именувања, требаше самата комисија да се утврди предлог на кандидати, можеше и најмалку 20 пратеника исто така да се поднесат и да се завршеше на најлегален начин согласно деловникот. Вака како што тргнале или вака како што гледаме дека се случува во собранието на Република Македонија, не е ниту демократски, не е ниту согласно уставот, не е ниту согласно деловникот, туку воведуваме варварски, воведуваме терористички, ако сакате, принципи на работење во институциите на Република Македонија, што е надвор од умот за сите тие сценаристи кои што ни го спремија ова сценарио, но и за извршителите кои ги гледаме дека со двете раце го прифатија извршувањето на тоа сценарио. Навистина нека им служи на чест на овие пратеници кои што застанаа во рушење на уставниот поредок на Република Македонија, треба да бидат запишани како луѓе кои што директно ја атакуваат Република Македонија и како не им беше срам да интонираат албанска химна во собранието на Република Македонија, како не им беше срам, како ќе си отидат дома, како ќе им објаснат на своите деца дека тие молчешку во одбрана застана, си помена албанската химна во институцијата на Република Македонија која што ги представува сите граѓани на Република Македонија. Дали они забораваат дека Република Македонија е држава не само нивна, туку на сите граѓани на Република Македонија. И како не им е срам да стојат и да си молчат пред интонирање на албанска химна. А да не застануваат, да не стојат кога се интонираше македонската химна. Што стои сега на располагање? Кои се правните опции за излез од оваа ситуација во која што од вечерва се наоѓа Македонија? Значи ова е сработа за типично државен удар. Ако се следи генезата на настаниве, очекувано беше дека до ова ќе дојде, порано или подоцна. Генезата на настаните треба да ја бараме 2,5-3 години претходно и припремат уште година те напред тие 3 години, за да гледавме дека политиката практично го јавна правото со тие така наречени пржински договори, паралелни институции и така натаму и поминуваше така неказнето сето тоа. Очигледно народот го препозна таквото противуставно, противзаконито делување на оваа пратеничка група, кој што кулминираше со ваков еден очајнички, би рекол, од политичка гледна точка премногу аматерски обид на еден ваков начин да се суспендираат процедурите на парламентарната демократија, би рекол на еден простачки начин, како што тоа го направи пратеничката група на СДСМ. Чекорите кои што следат после ова се дефинитивно нови избори, треба председател на државата час поскоро во теков на овие неколку часови во вечерта да излезе со свое соопштение.
да види што тој понатаму ќе преземе на тој во тој правец. Исто Кои така механизми и ги има владата треба да излезе со свое соопштение, да председателот во случај, ова е класичен државен удар, кај председателот во случај може да прогласи военна состојба, па и воена состојба ако сака така слушнете. И што соодветствува на оваа ситуација и во една ваква ситуација кога вие имате интонирање на химна на туѓа држава, кога вие не станувате пред вашата химна, а се декларирате дека сте пратеници и сакате преку трупа вон, односно со директно кршење на правилата на парламентарната демократија, конкретно на тој основен акт по кој што собранието функционира, а тоа е деловникот, да го суспендирате правото на глас на оние представници на народот, на кој што тој им е гарантирано со тој акт за кој што сите застанале, тој е деловникот, вие не можеме ништо да очекуваме дека тоа мнозинство, условно кажано мнозинство, базирано на Тиранска платформа, ќе владее вака простачки, како што се обидува простачки да ги скршат принципите на парламентарна демократија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.